Добар ден, почитувани, стартува уште една нова телма амбуланта и овој петок емисијата ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Мажите треба да одат на уролог исто како што жените одат на гинеколог. Зошто се важни уролошките превентивни прегледи по 40-та година? За уролошките прегледи кои што мажите се обидуваат да ги избегнат по секоја цена, бидејќи самата помисла на нив им создава непријатност, денеска зборуваме со доктор Горан Јович, уролог хирург во Жан Митрев клиник. Докторе, денеска ќе зборуваме отворено за машките проблеми, односно за машкото здравје. Точно, ви благодарам на поканата. А воедно морам да споменам дека и месецот го погодивме, бидејќи месец ноември е обележан, во светот има движење Мувембар, кога нели мажите пуштаат мустаќи. Во овој месец тоа е како потсетник за машкото здравје, потсетник дека треба барем еднаш во годината да се јават кај уролог. После која година од животот? Па видете, хајде да кажеме дека таа граница некаде беше околу 40-та година во животот, но поради некои заболувања кои ги засегаат и помладите возрастни групи, би требало барем ако постои најмал сомнеш дека нешто се случува во неговиот организам, да се јават на преглед кај уролог. Така, да започнеме со здравјето на тестисите. Точно ли е дека само прегледот на тестисите кај мажите подеднакво важен како што е само прегледот на дојките кај жените и како тоа може да се направи во домашни услови? Да, и текако, многу битна работа, одлично прашање. Секој случај, бидејќи туморите на тестисите во главном доаѓаат кај помладата возраст, па да кажеме некаде од 15-та година во животот, па ајде да кажеме до 35-та година во животот. Значи релативно рано. Да, кај млади луѓе. И тука што е најголем проблемот, што срамот. Не доаѓаат, не кажуваат дури дома ни на родителите затоа што ги срам. Добро е да се знае овој само преглед. Овој само преглед обично треба да го направи секој, најчесто после туширање или за време на туширање, кога кожата е помека, поопуштена, тогаш едноставно може да се напипа убаво тестисот. Било каква промена, нерамнина, тврдина, чворче на тестисот, треба да се јават на преглед. Значи, тоа е едноставно, бидејќи и овие промени не секогаш може да бидат поврзани со болка. Не мора да боли. Значи може да не боли и да тоа чворче да расте, а незабележано да порасне многу и да направи голем проблем. И морам уште нешто да напомнам, извинете ве прекинав, ама морам уште нешто да нафрлам овде, затоа што многу е битно рано откривање на болест. Бидејќи рано откривање на болеста овде, иако е страшна дијагнозата, карцином на тестис, да кажем и така, раното откривање на болеста е 100% излечива болест. Така да е жалосно да некого го испуштиме затоа што не се јавил на време на преглед. Докторе, како изгледа уролошкиот преглед на тестисите? Ве објаснивте во домашни услови како може да си ги прегледаат и доколку забележат некаква промена, потоа треба да се јават кај уролог. Треба да се јават точно. Колку време трае прегледот? Па видете, се користи ли ехо, како изгледа? Овој преглед не трае повеќе од 20 минути. И тоа прво нормално, нели имаме анамнеза за разговор со пациентот, потоа палпација да напипаме, да видиме за што се работи и следи ехо преглед. На тој ехо преглед веќе можеме да ја видиме промената, отприлика може да не упати за што се работи, а воедно, освен овој ехо преглед за тоа време, биохемиска анализа, туморски маркери за тестиси и веќе целата оваа процедура не трае повеќе од 20-30 минути, како што реков. Така да е, затоа повторно ќе апелирам, жалосно е да за некои изгубени 30 минути или поради срам и да се доведат до тоа да си го доведат во прашање сопствениот живот. Докторе, дали е нормално големината на тестисите да биде различна?
Да, сега не несразмерно, нели така, али никош тестисите не се исти по големина. Така да и кога ги мериме и под ехо, кога ги гледаме димензиите, отприлike имаме некоја незначителна разлика, да кажеме, но секоја разлика во големината на тестисите, нели, тогаш веќе може да биде во прашање и нешто друго. А доколку тестисите се зголемени, што може да биде причина за тоа? Да, видете сега, може да биде, не мора да биде самиот тестис зголемен, може да биде зголемена и скроталната кеса, еднострано или обострано. Па тука може да се работи за хидроцела, или тоа е позната кај народот како водена кила. Кога се собира течност измеѓу овојниците, па се зголемува тестисот. Овакви хидроцели, хернијални хидроцели, постојат и кај новороденчињата или малите деца. И сега тука е во прашање одлуката дали тоа треба, зборувам веќе кај новороденчињата и кај малите деца, да одлуката е многу битна на хирурго дали тоа треба да се оперира или треба да се причека. Видејќи и тој сам притисок од течноста во тестисот доведува понатаму до нормално развивање и зреење на тестикуларното ткиво. А дали ке возрастните, ке мажите, и понатаму е присутен оној проблем со мигрирачки тестис? Да, и да, може да се случи кај возрастните, но почесто го имаме во детската возраст. И сега исто и тука е многу битна проценката на докторот. Кога да се одлучи и дали треба да се одлучи да оперативно го реши тој проблем и го фиксира тестисот доле. Бидејќи, видете, ова е одбранбен систем на организмот. Но морам да го им го објаснам. Тестисите не сакаат топло. Тестисите не бараат топло. Значи, затоа и природата ги изфрлива надвор од човековото тело, каде што, бидејќи на самиот тестис, телесната температура од 37 целзиусови степени им смета. Така да они си сврлени надвор од човековото тело, каде таму температурата е за цел степен пониска него во човековото тело. Е сега што се случува? Зошто е тоа одбранбен систем на механизмот? Во тек на летните денови, кога имаме високи температури, тогаш тестисите се опуштени, значи тој мускул кој го влече тестисот, мускулус кремастер кој го влече тестисот, се опушта и тестисите се одат уште подалеку од организмот. Но во ладните денови, кога е ладно, се грчи мускулот и ги повлекува тестисите према горе, према телото, за да ги грее. Бидејќи па доле температурата ќе биде пониска. Така да, сега, тука е проблемот со некои кај дечињата, еве да почнеме прво со дечињата. Имаме појак кремастер, појак мускул, па го повлекува тестисот горе. И сега проценката е многу битна на докторот да процени воедно и родителите да им напомне, да се прати состојбата, дали тој тестис е повеќе горе, во ингвиналниот канал, или е повеќе временски доле. И тука е одлуката дали да се оперира таков мигрирачки тестис или може се уште да се причека. Нормално тука во прегледот спаѓа и ехо прегледот, па мерење на димензија на тестисите, па нивно пратење на нивно развивање. Тука е веќе разликата во димензиите на тестисите, нели, кога она што претходно го спомнавме, дали може да постои разлика, бидејќи тестис кој почнува да атрофира, он не се развива исто како другиот. И веќе ќе биде таа разлика поголема него она што е нормално, да кажем. Тоа ќе се одрази на плодноста? Да. И затоа и се на време треба да се реши овој проблем. Да се реши проблемот, поготово во раната детска возраст. И сега спомнавме ова, дали и кај возрастните мажи може да имаме мигрирачки тестис. Да, може да има, али он обично доаѓа во
долната третина на ингвиналниот канал, значи на килниот канал, или во горна третина на скроталното кесе. Обично тука е и малку се подзаскрива, али никогаш тешко може да отиде горе во самиот ингвинален канал. Едино ако немаме некоја аномалија. А зошто се јавува понекогаш болка во тестисите? Дали тесната облека, тесниот долен веш, панталони, фармерки може да направат проблем или пак се работи за инфекција? Видете вака, значи екстремно тесна облека, да, може да направи, да кажеме, некоја исхемија, притисок, па да тестисот практично нема доволно крвооснабдување. Но во поретки случаеви, бидејќи некојаш дури се препорачува да се носи суспензориум или држач на кој се го има во продавници каде што имаме ортопедски помагала. И овие суспензориуми обично ги носат активни спортисти за време на надпревари, носат фудбалери, ракометари, кошаркари и други спортови, или заштитни суспензориуми кај спортисти кои имаат соборивачките вештини и така. И сега спомнавме за ова болката. Значи, обично може да се појави болка при воспалителен процес на тестисите. Може да се појави болка при торквирање или усукување или превртување или свртување на тестисот, што е многу битна состојба, бидејќи доколку имаме завртување околу оската повеќе од 180 степена, да не зборуваме веќе за 360, кога комплетно ќе се заврти, тогаш имаме комплетен прекин на циркулација. Настапува инфаркт на тестисот. Значи изумира ткивото. Да. И доколку оваа состојба не се реши во првите 6 до 8 часа од настанувањето, веќе имаме инфаркт на ткивото. И тој тестис утре ќе треба да го отстраним. Што е многу битно, морам ова да го напомнам и за матичните лекари, за препознавање на торзијата, на торквирањето на тестиси кај децата. Обично, воспалителни процеси на тестиси кај деца кои се уште не општат полово, практично да нема. И секогаш болка и оток, црвенило надворешно на кесенцето кај децата, треба да не упати и да помислиме на торквирање, на торзија на тестис. Значи, доволно е само да се помисли на оваа состојба. Ова конкретно апелирам до матичните. Да. Доволно е да се помисли на оваа состојба и да го упатат детето. Така. Морам да кажам дека последниве месеци неколку млади дечиња ги изгубија своите тестиси поради непрепознавање на времено, да. Извртувањето. Да. Вака сега денеска ќе ги вклучиме гледачите со нивни прашања, но на малку поинаков начин. Ќе можете да испраќате ваши дилеми или пак прашања на нашата страница на Facebook Телма амбуланта _0M+ на телевизија Телма во интерес на времето, на вистина широк концептот, а потоа накратко јас ќе ги поставам прашањата, докторот ќе даде прецизен и концизен одговор. Докторе, доколку се јави крв во ејакулатот, во семената течност, во спермата, дали веднаш треба мажот да се јави на уролог? Да. Значи, прва појава на крв во сперма, пациентот треба одма да се јави на преглед. Бидејќи појавата на крв во спермата може да биде од воспалително потекло или може да биде, да кажеме, поради некоја туморозна промена, дали во тестис, во семени, кесички или во самата простата, бидејќи спермата, ејакулатот е составен од сперматична течност
koja ја лачи простатата и сперматозоиди кои се ствараат во тестисите. Така да од тука и очекување појавата на крв во спермата. И сега затоа и е апелот да и ова да не се чека, бидејќи да имало крв во спермата, може да има во траги, може да биде, не мора да биде жарко црвена боја, обично некое мало крварење или застарено крварење, може да биде темна спермата, може да биде темно кафена. И сепак и ова треба да го упати пациентот да се јави на преглед. Па потоа следат прегледи, нели, микробиолошки испитувања, ехо преглед и некои дополнителни прегледи доколку имаме потреба од тоа. Тука ќе пуштиме еден блок реклами. Почитувани останете на Телма. Во вториот дел од емисијата ќе се задржиме и на машката импотенција. Отворено за машкото здравје денеска зборуваме со доктор Горан Јович, хирург, уролог во Жан Митрев клиник. Како што напоменав предмалку, вашите прашања можете да ги пратите на нашата страница на Facebook Телма амбуланта _0+ месеци на телевизија Телма. Докторе, доколку се јават промени во бојата на кожата на пенисот или пак некакви брадавички, дали е тоа аларм за некаков сериозен проблем? Па видите, најчесто не е. Тука можеме да го поврземе со некои кожни заболувања, нели, заболувања на кожата како што постојат и секаде по другото тело, или некои брадавички, тоа што спомнавме, најчесто во 90% од случаевите се кондиломи. Така да кондиломите ги решава или уролог или дерматовенеролог. Да. Кондиломите предизвикани од еден тип на хуман папилома вирус, кои најчесто се пренесуваат по сексуален пат, тоа морам да го напомнам. Се решаваат на неколку начини, значи со нивно премачкување, па отпаѓаат, нели, со посебни препарати, потоа може да се решаваат со ласер, може да се решат со течен азот или може да се лечат со електрокаутеризација. Одлуката за ова е на докторот кој ќе ги лекува кондиломите, но сега спомнавме и друго, рековме дека некои израстоци и така, некои израстоци дури можат да бидат значени и за нешто друго. Да се случува, па дури да кажеме и за карцином на поготово карциномот најчесто се јавува на глансот на пенисот. Овој тип на карцином е тоа е планоцелуларен карцином. Морам да спомнам дека е тоа со висок степен на малигнитет. Така да било каква промена веднаш бара преглед добро од уролог. да се подвргне пациентот на преглед, а не да се срами или само да се лекува. А колку често кожичката што ја покрива главата на пенисот создава некаков проблем како инфекции? Се задржуваат ли таму бактерии? Да, и текако. Значи, ова треба да се реши, дали да е прво треба да се диагностицира, нели? Проценката е на докторот. Како ќе го реши и на кој начин, дали кај уште од младата детска возраст, па и кај возрастните. Дури стеснувањето на препуциумот на кожичката може да биде знак и за некое друго заболување. Доста често преку стеснување на кожичката кај пациентите, поготово кај возрастни пациенти, откриваме диабет. Латентен диабет, значи прикриен диабет, и најчесто една поголема група од пациентите не знаат дека имаат диабетес. Да. И потоа на ваков начин ќе... На ваков начин они доаѓаат на докторот, нели, поради стеснет препуциум ригиден, кој при пробање за преслекување, он веќе не е еластичен, пука, се ствараат ранички. Веќе одма ова се поврзува со импотенцијата, бидејќи пациентот има болка, практично има неможност за поопштење.
Така, имаме прашање од гледачи, но ја ќе се задржам веќе кога споменавте Да. импотенцијата, односно еректилната дисфункција. Не е мал бројот на мажи кои што имаат постојана или пак делумна еректилна дисфункција. Така, Што да. се подразбира точно под поимот импотенција? Дали целосно отсуство на ерекција или пак губење на континуитетот? Значи овака, имаме под еректилна дисфункција, да кажем, имаме повеќе варијанти. Имаме, например, потполно да пациентот не може воопшто да постигне ерекција. Потоа имаме, може да постигне ерекција, но не може да ја одржи ерекција. Потоа можеме да имаме да може да постигне ерекција, но не може да доживее оргазам. И тоа се смета во Да, импотенција? и тоа се смета за еден... А прерано ејакулирање? Тоа е прерано импотенција? Па еден вид, да кажеме, еректилна дисфункција, подобро Добро. би го нарекол, а да кажеме за импотенцијата може да се смета и она од одложување на или да неможност да доживее оргазам. Веќе тоа е почеток на она другото кое следи. И сега затоа е многу битно овде да и преку импотенцијата, еректилната дисфункција, ние откриваме други заболувања. Откриваме кардиоваскуларни заболувања. Да постои вела директна поврзаност. Да, затоа што И може да, ако не се извинувам што ја Да. прекинав, истражување дека може да следи потоа и инфаркт. Така. Зошто? Затоа што имаме пореметување на оваа фина циркулација која е потребна за да го наполни телото на пенисот. Значи, веќе тоа може да не упати дека имаме тука пореметување на циркулацијата на коронарните крвни садови. Затоа доста често се откриваат коронарни заболувања преку еректилната дисфункција. Доста често, пак ќе го спомнам, дијабетот. Така. Да кажеме во, не знам кој голем процент, висок процент на пациенти кои доаѓаат со еректилна дисфункција, ние сме откриле латентен почетен дијабет. Така да тука е тесна поврзаноста. Но, морам да напомнам и ова другото. Во 90% од случаевите, еректилната дисфункција е психички. А каква е разликата помеѓу еве психичката и физичката еректилна дисфункција? Можат ли мажите сами да проценат? За што станува збор? Сигурно дека не може сами да проценат. Затоа и Претпоставам и за лекарот не е едноставно? не е едноставно. Мора да се тргне од негде. Ќе се направат општи испитувања. Некои параметри мора веќе да имаме некое пореметување. Дали ќе имаме покачена гликоза во крв, па или ќе испитуваме латентен дијабет, или ќе одиме на Хипофиза? доплер на крвни садови и икс други испитувања кои ќе треба да ги направиме за да ги поврземе дали имаме органска причина за еректилна дисфункција или немаме. Најчесто е од психички карактер. Бидејќи тука преовладува егото, машкото его и поради некоја икста причина Може еден неуспех да пациентот, предизвика? еден неуспех може да предизвика еректилна дисфункција. Бидејќи стално следи прашањето. Што ќе ми се случи следниот пат? Дали и следниот пат јас ќе успеам? Така да со тоа уште се повеќе се продлабочува проблемот и на крај стигнува до таму до кај што веќе не може сам да си помогне. Морам и ова да напоменам дека пациентите во почеток пробуваат сами да се лекуваат, купуваат најразлични препарати, прочитале, не знам, на Facebook, прочитале некаде по некои портали и така, и купуваат најразлични препарати, кои морам да спомнам дека голем дел од овие препарати дури си опасни по човековото здравје. Затоа е најдобро да се обратат На уролог? да,
да почнат од уролог, па да видиме натаму дали е урологот ќе биде тој што ќе ги извлече од ова или ќе мораме тука да и некоја друга специјалност. Така, психолог, психијатар понекогаш. Психолог, психијатар, кардиолог, да, ендокринолог. Значи да се најде причината која што довела до тоа и да се реши изворот. Бидејќи ерективната дисфункција, ја не можем да го наречам како заболување, дури попрво би го нарекол симптом. Може да биде симптом за некое друго заболување. Најдов податок дека во Европа само 20% од мажите со еректилна дисфункција бараат помош, што е навистина премал процент. Како е кај нас? Доаѓаат ли, се охрабруваат? Да, затоа и сега го спомнав ова и тоа беше да не. Мислам дека сме дури и под оние 20% од мажите кои доаѓаат и свесно го кажуваат проблемот. Најчесто можда и ќе се јават на уролог, но секогаш бараат некое друго заболување и обично доаѓаат кај урологот со некое друго заболување. Имам проблеми со мокрење, имам проблеми со печење при мокрење, имам проблеми некој друг проблем и тек на крај и ова може да го уфрли како симптом. Или често знае ајде како шега да го кажем или анегдота, често се знае да во амбуланта ќе разговараме, ќе заврши прегледот и на крај као веќе се ослободил пред доктор, докторе да те прашам нешто. Имам еден комшија нешто да прашам за него, кој лек може да го користи за ова. Значи тоа е тоа. Ствари никако да се признае проблемот. Никако да се признае проблемот, да. А помагат ли кегеловите вежби кај мажите во однос на еректилната дисфункција, исто како кај жените за уринарна инконтиненција? Видете, затоа што кегеловите вежби кај жените, тоа е за се користат за уринарна инконтиненција, таа уринарна стрес неволно мокрење. Точно, стрес инконтиненција. Сега тука веќе е друг проблемот. Со овие кегелови вежби се вежба мускулатурата на диафрагмата во малата карлица и се вежба мускулот сфинктерот кој го ја задржува уринат. Така да овие кегелови вежби не толку влијаат чисто дека ќе ја подобрат, да кажеме, еректилната дисфункција. Секогаш тука во прашање е циркулацијата и задршката на циркулација. Бидејќи имаме полнење, кои ќе се наполнат еректилните тела, и сега не треба да имаме и брз одвод, бидејќи треба да имаме задршка, нели? Тука е тој баланс на тие. Така да не одиме во стручно, во ситници, да не ги збуниме, нели, гледачите, ама во секој случај потребно е да се јават на лекар, да се уточни диагнозата и тек после терапијата. Терапијата, верувајте ми дека има успехи текако. И сосема накратко пред да предеме на гледачите на прашањето од гледачите кои што ги има во голем број, може ли да предизвика еректилна дисфункција, да речеме отсуството на тестисот, доколку се случил некаков проблем и мажот нема еден тестис? Делува ли тоа на неговото психолошко здравје, на самодовербата? И текако делува, затоа што сега спомнавме претходно, разговаравме нели за овие усукувања, торзии на тестиси и така. Во најчест случај, нели, на жалост, ретко успеваме да стигнеме до пациент кој можеме да го деторквираме тестисот и да не мораме да го отстраниме. Нели, во главном тоа се инфарцирани, налетуваме на инфарцирано тестикуларно ткиво кое мораме да го отстраниме. Со тоа имаме отсуство на еден тестис, а тој и текако влијае поготово кај младиот човек. Бидејќи секогаш при прв контакт, тоа се млади луѓе, во главно млади луѓе, прв контакт со девојка ќе добие стално прашање зошто еде. Веќе се повлекува од себе, бега од контактите, тоа делува на психата кај младиот човек,
така да со вградувањето на тестикуларна протеза, која е верна на нормалниот тестис, така да не може да се почувствува нити напипање, па дури ни самиот пациент не може да опипа некоја разлика. Некоја разлика е многу битно за понатаму за да пациентот се ослободи од оној стрес, психички притисок и така. Имаме гледачка која што поставила прашање за незиниот сопруг. Да. Вели, тој има диагноза олигоспермија поради проширена вена варикочела. Така. Ке има ли проблем понатаму доколку не го реши тоа по оперативен пат и дали е преносна диагноза на дете или не, односно дали генетски може тоа да се наследи? Не, генетски не се наследува. Видете, варикоцелата е посебна една состојба, практично ова е една анатомска грешка на природата. Од левата страна, варикоцелата секогаш е на лева страна на тестисот, тоа се проширени вени, бидејќи од левата страна вената, овие сите вени од тестисот се спојуваат, тоа е као реки кога се вливаат една во друга и на крај формираат една голема река. Практично во таа сперматична вена. Од левата страна сперматичната вена мине подолг пат и оди горе до вената на бубрегот, па преку таа вена се влива во големата вена во човековото тело. Од десната страна, за разлика е тоа што ова сперматична вена не оди горе до бубрегот, него има пократок пат и се влива во главната вена на човековото тело. Од десна страна има помал отпор, за разлика од левата страна. Плюс ова, ако е надополнето, да особата е малку повисока, тогаш овие вени се изразени доле. Претходно спомнавме промена на температура за тестисите. Со ова се смета дека температурата во скроталното кесе, поради зголемениот тој крвоток и набрекнати вени, е поголема температурата, така да ова може да доведе до олигоспермија, значи до намален број на живи, квалитетни сперматозоиди во во човековото тело. Сега дали треба одлуката, да се оперира или не? Дали треба да се оперира или не. Обично, чим имаме наод на спермограм, олигоспермија, а имаме воедно наод на изразена варикоцела, тогаш се практикува да пациентот се подвргне на оперативно лекување. Што е оперативното лекување? Прекинување на вената. На големата вена, значи она главната вена која носи крвта од ова, се подврзува, прекинува, за да реката се усмери по друг ток, по пократок пат. Со тоа вените доле се празнат, се повлекуваат и се смета дека температурата во скроталното кесе ќе се намали и со тоа ќе се подобри сперматогенеза. Има навистина многу прашања, ја не знам дали ќе стигнеме сите да ги одговориме, но ќе одиме редоследно, кој како ги поставил. Една мајка прашала за незиното синче, на 5 години му било оперирано од неспуштен тестис, другиот тогаш бил во ред, но сега на 10 години забележала дека неоперираниот тестис го нема. Па сега прашува, оперираниот стои, дали повторно треба истиот пат да го минат хируршки, да се решава? Многу е битно тука одлуката, ја повторно ти кажам, одлуката на докторот. Значи, треба прво да се подвргне детето на преглед. Да се види во кој дел од ингвиналниот канал е повлечен тестисот, да се измери димензијата, да се види протокот на неговата крвоснабденост и после тоа да се донесе одлука дали овој тестис треба да се спушти доле. Добро, има уште неколку прашања кои што се поврзани со мали деца. Еве уште едно прашање од мајка која што има дете со водена кила, што треба да се направи во тој случај на 1 година? Така, би можело се уште да се причека, но во зависно сега и колкава е оваа хидроцела, кај детето, бидејќи во
одреден број од Се извинам, од 11 години детето има, но од бебе имало водена кила на еден тестис. Ова дефинитивно. Сега на оток му се јавува само повремено и најчесто после спортски тренинг. Дали треба да се преземе нешто или отоците ќе се повлечат со тек на време? За ова треба да се подвргне детето на хируршка интервенција, бидејќи кај децата хидроцевата секогаш е поврзана со хернија. Значи имаме необлитериран канал и оваа течност знае од абдоменот фактички да истече преку војниците да се спушти доле во скроталната кеса. Затоа и ова наречено хидроцева хернијална, бидејќи тука треба да се едноставно да се испрепарира и отстрани килната кесичка преку која се полни доле скроталната кеса. Еве сега еден гледач прашува дали смее да употребува лек Дустер заедно со Танис доживотно, за да не се јави зголемување на простатата. Може со лекови да се спречи овој проблем? Не стигнавме до простата, доктора. На жалост не Цела стигнавме. емисија за тоа ќе направиме. Да, во ред. Кај на пациентот да му одговориме дали треба доживотно, поготово за дутастеридите. Ова е лек блокатор на 5-алфа редуктаза, тоа е ензимот кој го претвора тестостеронот во дихидротестостерон. Но тука кај овој лек имаме и некои несакани појави, па затоа треба контрола, да кажеме најмалку 6-месечна, кога треба да се направи една биохемиска лабораторија и да се подвргне пациентот на преглед, бидејќи имаме и некои несакани нус појави од овој тип на лек. Па докторот одлучува дали да направи прекин, дали да направи пауза или да го продолжи лекувањето. Веќе кога станува за овој другиот лек, танизот, тамуосот, тамсуосинот генерички, овој лек е блокатор и делува на да го олесни мокрењето, делува на рецепторите кои се наоѓаат на вратот на мочниот меур, тоа го опушта вратот на мочниот меур и мокрењето ни е олеснето. Овој тип на лек може да се зима непрекинато со години. Еве уште еден гледач кој што објаснува има болка на тестис, на своја зрака си земал антибиотик и му исчезнала болката по неколку дена, но сепак отишол на уролог, таму бил констатиран тумор, на ехо преглед, но докторот сепак не бил сигурен бидејќи гледал чудна флека, направил лабораториски анализи, тумор маркерите биле негативни. И сега прашањето е дали е можно ова воспаление, ова флекичка сепак да биде од некое воспаление, бидејќи или пак некој хематом како последица од прилежан епидемитис. Епидидимит, да, така. На истиот тестис пред 5 години. Видите, едно е воспаление на епидидимот, тоа се изводните каналчиња од тестисот, а друго е воспалението на самиот тестис. Може да остави некои калцификати на толожување ако било воспалението во самиот тестис, па да имаме као некој цикатрикс таму и така. Она е, да кажеме, после некој воспалителен процес, но затоа и сепак тука е, пак ќе кажам, многу битна проценката на докторот. Што препорачувате во ваков случај? Уште еден преглед. Второ мислење. Еве уште едно прашање од гледач и тоа ќе биде последно за денеска, бидејќи тука завршува емисијата. Прашање од татко за своето дете, до која возраст на децата треба да им се спуштат тестисите во скротумите и до кога треба да се реагира. Се работи за дете кој веќе 3 години, една возраст од 3 години, а тестисите се уште не се спуштени. За ова веќе треба да се реагира. Бидејќи постојан престој на тестисите горе во човековото тело сметаат на развојот. Видете како минат годините, да кажам така, да и оваа граница кај децата се поместува се порано и порано да се интервенира. Порано беше ја, да кажем, кога почнував со урологијата и така, се толерираше возраст и до 6-7 годишна возраст. Но сега границата е померена и се смета дека до втората година
веќе тестисите треба да бидат доле во скроталната кеса и да не се чека многу повеќе од тоа. Докторе, значи мажите, на крај да заклучиме, треба да имаат редовни уролошки прегледи, да не одат само кога имаат некаков проблем и доколку имаат проблем, треба да се соочат со него и искрено да го кажат на својот лекар. Сигурно, и текако, да. Затоа и ова, затоа е месец ноември, новембар, подсетник на машкото здравје. Едноставно, барем еднаш годишно, обратете се на уролог. Ви благодарам за вашето гостување. Ви благодарам и вас на поканата. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на Телма Амбуланта, кое што го реализиравме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. До гледање.